Ново место е град и општина во Словенија, кој се наоѓа во југоисточниот дел од земјата. Традиционално градот се смета за дел од Доленскиот регион, но денес тој е дел од југоисточниот статистички регион. Градот и општината заземаат површина од 298 км2, заедно со свиокот на реката Крка. Истиот се смета за културен и економски центар на Доленска. Според пописот од 2002 година, градот има население од 40.925 жители, од кои 20.017 мажи и 20.908 жени. Многу наши македонци се жители токму во овој град. Ново место е токму живеалиште на кочанчанецот Гоце Ѓорѓиев, кој вели дека овде неговиот живот е на многу солидно ниво и живеачката е многу подобра отколку кај нас. Јас сум Гоце Ѓорѓиев. Моментално работам и живеам во Словенија. Имам завршено факултет стоматологија во Република Бугарија во град Пловдив. Потоа најдов работа и дојдов да живеам во Република Словенија, поточно во град Ново место. Па причината е тоа што овдека мислам дека имам поголеми шанси да се реализирам како на професионален план, исто така како и да остварам поубава иднина. Тоа моментално го гледам како за најголема причина за да дојдам овде во Словенија. Како да се живее и работи во Словенија? Каков е животот овде? Па животот е има некој знае колку голема разлика кај нас во Македонија, но сепак е на едно по-солидно, по-добро ниво.
Луѓето имаат покорентен однос према нас докторите. Исто така работиш од месец за месец, имаш плата на време, имаш поголеми шанси за да прошедаш некаде, имаш повисок стандард. Дали освен тебе има и други кои работел и живеат во ново место во Словенија на твоја струка некој? Моментално во ново место мислам дека нема многу македонци, но пак затоа целокупно во цела Словенија може да се рече дека има една солидна бројка од македонци. Дали е доволно да се живее од една плата Па да, може да речам дека е... во споредба со Македонија? Да, може да речам дека и овде докторската плата е на едно солидно завидно ниво, за разлика од други. Каква ново место? Па ново место е приближно со некаде како Кочани, со толка број на жители, има убава инфраструктура, стари градби со австро-унгарски стил, убава река, народот е сличен како македонскиот, чи гостопримлив, Како да те разговорив прифати овде како дојниц? Па очигледно со тоа дека сум доктор, ме прифатија многу добро. Имаат респект и поштовање спрема мене. Па да, може да се каже дека има црква уште од австро-унгарско време, од 15 век овде. Тој е во центарот на местото. Позната е овде фабрика Крка за лекови, позната е фабрика Ревоз за Рено. Има уште една фабрика за камп приколки. Моментално тоа е тоа што јас си познавам, јас сум овде не многу време, па тоа се некои од поважните работи во градот. Може би некојаш ќе се вратам Македонија, но за сега и не да гледам овде. Секој си има свој планови во животот, кои што треба да проба да ги реализира и да се пронајде сами од себе си во крајот кај што живее или пак на друго место. А колку е непросечна плата овде во Словенија? Па минималната плата мислам во Словенија околу 700-800 евра. Па се движи, не знам, до 2000. Градот има богата историја, интересни градби и места кои се доста посетени од туристите кои што доаѓаат во ова место.
неколку кафетерии, локали, ресторанти, така да се прошеда кај да се излезе и така се забавува. Може да се каже дека и Ново место е најголемо место во оваа долинскава регија што е во број на млади луѓе. Има факултет, високи школи, кој е добро. Па нормално како во сите. Нормално како во сите европски земји, работниот час е работното време е на 8 сати. Работиш од понеделник до петок, има доста спортски игралишта,